Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник, точно во 17:10 сме со вас за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и денес. На моје огромно задоволство во студиото веќе е со мене професор доктор Методи Чепреганов, кој што е невропсихијатар и епилептолог, и одлучивме да говориме за она што навистина е неизбежно секојдневно и што не обкружува, тоа е стресот. Како да живееме со него, стресот и животот, како да ги усогласиме. Бидејќи, како што говориме во секоја емисија за сите проблеми со здравјето, никако причина или фактор број 1 за сите органски проблеми со здравјето е стресот. Затоа малку одлучивме да проговориме повеќе на оваа тема, уште повеќе што навистина доктор Чепреганов е еден од врвните доктори кои што многу добро оваа тема знаат да презентираат пред гледачите и пред јавноста, некако да успееме барем малку да ви делуваме на свесноста, да се научите како да си го менаџирате стресот во секојдневието, за да пак не ви предизвика некои проблеми со здравјето. Професоре доктор Чепреганов, ви благодарам што денес сте овде во студиото и многу ми е драго. Јас ви благодарам што ме поканивте. И овој месец некако одам се на тешки теми. Так. Значи, зборев за законите на мајката природа, зборев за планетарна совест, зборев за глобал и сега сте избрале една од не секој миговни, него секој тренутни теми. Точно така. Од стресогената состојба е нешто што не прати во животот. Секаде, на секој место, од дома, на улица, на работа и така натаму, така да сметам дека ќе дадеме некои напаствија како и на кој начин да се превенираме, да го примиме, дали да го примиме, да не го примиме, како тој работи во нас, што прави во нас, така, да. кои се манифестациите, се разбира, и како и на кој начин да се превенираме. Так. Како што кажавте, како влијае стресот? На почеток првим да ни обясните што представува стресот, како стрес. Значи, ќе почнам малце со филозофија. Споменав преска, значи зборев за на тема планетарна совест. Планетарна совест, не секам да зборувам за тоа, меѓутоа во трите екологии постои и една екологија, значи првата е енвироментална екологија, екологија на средината, втората е нутритивна, да не збориме, за на вода, почва, воздух и така натаму. Биолошките војни паѓа таму. Ова сега што беше со ковидот, тоа е за мене трета светска биолошка војна со вирус. Тврдам. Така. Втората екологија е така наречена нутритивна, тоа се ГМО, генетски модифицираните организми, и она зашто сум дојден, тоа е екологија на духот. Екологија на духот значи интерперсоналните односи. Како ова девојче со голема емпатија и со осмех, јас ги проценувам многу брзо луѓето, оти на крај ќе го кажев тоа, ама сега само ќе го споменам. Екстериоризацијата на мојата личност или експресијата на лицето ваше, негово, мое, е огледало на личност. Оти вие, кој ќе го погледнете вашиот соговорник, тоа го викаме социјална когниција, ќе објаснам после што е тоа, вие веќе имате 90% од неговата душа искажана во неговото лице. Значи, зборуваме за екологија на духот, зборуваме за интерперсоналните односи, а во интерперсоналните односи главниот проблем во секојдневието е стрес. Што е стрес? Стрес е една надворешна енергија, наплив, агресија, психоемотивен, кој кога ќе го чуете, ќе го видите, ќе го осетите, ќе го напипате и така натаму, значи он може да влезе преку сите наши можни чула, ако дојде до пореметување на интегритетот на вашата личност, вие реагирате во истиот момент. Значи, со еден збор, скратено и многу симплифицирано, стрес значи една психогена, екзогена траума. Надворешна траума која ја напаѓа вашата личност, мојата личност, неговата личност. Може да биде навреда, вербална, може да биде агресија, физичка, може да биде, не може пожар, ми се десило. За време на емисија се запали ова и фифнат ме сите, нели тоа е стресогена состојба. Така, да.
Сега, што се случува? Значи, ништо во нашиот организам, кој има маса структури у мозокот, за кој слободно е да кажем, мојата маленкост напишам, 70 да, сакав малку подоцна да го значи, напоменам. тоа е за сите мозочни структури. Така, да. Ништо во нашиот организам не се случува случајно. Тоа значи дека постојат рецептори кои восприемаат во овој момент се што се дешава овде во оваа просторија и вие имате во вашиот мозок едно равновесие, на обавестување. Да, има такво светло, има таква топлина, има таков бук, таква вибрација и така натаму и така натаму. Значи, и сега кога стресот као надворешна енергија, психоемотивен наплив кој е непријатен за интегритетот на мојата личност ќе влези во мене, тој доаѓа прво две реченици, малку медицина. Во една регија кој се вика таламус. Таа регија го практички восприема. И она во истиот момент го праќа во емотивниот мозок. Емотивниот мозок го чинат две структури. Многу кратко. Едната се вика амигдала, фамозно јадро, и другата се вика хипокамп. Амигдалата е практички јадро на нашите емоции. Значи, она мене ме прави тажен, она мене ме прави весел, она мене ме прави оваков или онаков луд, бесен и така натаму, или ме прави среќен. А кој ја контролира? Одлично прасе. Како погодивте, браво. Значи, што амигдалата добие? Таа има две главни функции. Една се вика интуиција, другата се вика неуропластицитет. Не ве замарам со медицина многу. Интуицијата значи не може секоја стресогена состојба да биде со ист интензитет. И она прави градација. Значи имате тешка навреда, полесна навреда и многу лесна навреда. Кој ќе приме амигдалата преко таламусот таа навреда, она го одма градуира тој степен на оно што влегло во вас. Како да реагира, така. И сега она го консултира одма хипокампот. Значи тој е одговорниот. Хипокампот е одговорниот фактор и му вели, ќе ја симплифицирам работава, што ни се случи, дали ова ни се случило и што сме направиле за да се одбраниме. Хипокампот се мемориските записи на се што вие во текот ние сите на мајка планета сме доживеале, сме внесле во нас као меморија, као енграм, као запис. Хипокампот дава одговор. Симплифицирам. Ова све чедо моје настанува во наносекунди. Тоа е таква брзина, не постои компјутер кој може тоа да го израчуна. И докторе, сега бидејќи И само еден момент. И сега кога амигдалата добие одговор, она активира други структури. Морам тоа да ви го кажам за да бидам појасен. Од и сега ќе ви биде вашето прашање следно, што се случува на телесен план кај мене, кај вас, кај сите. Значи, она активира одма хипофизата, активира хипоталамусот, тоа се регија у мозокот, и надброжната слеза. И доваѓа до една активација на 3 системи во нашиот организам. Одма, во истиот момент. И ќе ви го обяснам тоа како се тоа манифестира. Во истиот момент доваѓа еден хормонален дисбаланс, хормоните се пореметуваат. Тоа е се во наносекунди. Неуромодулатори, неуромедиатори, да не ги споменам, гама-аминобутерен глутамат, допамин, серотонин и така дали. Сите се тие булеверсеви ги французите пореметени и трап доваѓа реакцијата. Чука срцето мое, почнувам да добивам некој пламен у главата, очите ми треперат, стомало ме боли, да ми простите ме тера некаде да отам и така натаму. Ми се тресат раците. Значи се јавуват маса симптоми на телесен план во истиот момент. И вие некош се чуите, чекај, допред една секунда, јас бев мирен, здрав, сега кога ме навреди, одеднашка ми се десе на револуција. Да, револуција затоа што сите овие системи, значи прво е примена таа рецепција, отишло овие регии, тие простудирале што се десило и активирале систем. Зошто го активират? За да се одбранат. Значи, одбраната е практички и тоа го прави се симпатичниот нервен систем.
А најважниот симптом е чукање на срцето. На срцето, да, И срцебиење. гушење. Тие напади на анксиозност познати кои што Добар ден. Тоа се напади се на случуваат, анксиозност, да. тоа се напади на паника, тоа се напади на тоа готово е умирам, готово е за ме... Се борам за воздух. И не можам да станам, не можам да одам, не можам. Практички, јас се наоѓам во една состојба на комплетна блокада, блокирање мојот организам. Вашиот, на сите оние кои што во моментот. Значи, стресот не бира земја, не бира етникус. Тоа е, ние сме сите на ист начин градени и реакцијата на организмот е секаде во светот иста. Така. Може би постои некаква разлика во кондукцијата на преносот на екватор и во Сибир. Предпоставувам, поради временските прилики, нели? Да. Меѓутоа, реакцијата секојаш иста. Така. Дали ви дадов одговор краток, јасен и многу разговетен на она што се случува? Да, значи сега, буквално целиот организам се активира. Апсолутно, целиот Додека се организам случува за да може стресот. да одреагира и на некој начин да може да се одбрани од тоа што му се десило. Меѓутоа, претпоставам дека кога го кажувате кога се случува некој акутен стрес, бидејќи нели постои акутен и хроничен Одлично, стрес. значи, постои акутен стрес, во моментот Так. кога се дешава таа вербална агресија на пример ќе земе неа, ама многу е поопасен хроничен Што се стрес. случува кога човек Зошто? има хроничен Затоа што стрес? кога има хроничен стрес, тоа значи јас живеам со една свекрива, сега ќе земам пример, Така. кој нон-стоп ме малтретира. Или имам директор кој нон-стоп ме клjuка. Дојдем се на работа, јас сум полн со негативна Така, енергија. постојано сте на И штрик. таа негативна енергија во мене работи. Значи ги возбудува трите овие системи кои ги спомнав. Постојано. Постојано. Така. И сите тие нейромодулатори, нейромедиатори и хормони се во high fidelity, покачени. Така. И со тек на месец, два, три, година, две, три, јас полека тонам во една психосоматска болест. Така. А Што психосоматски значи тоа? болести може да биде Веќе органски затоа што заболувања? Најважниот момент кој во последните 20 години го откри медицината е така наречената нова наука, се вика психонеуроимунологија. Влијае на мојот имунитет. Пример, ковидот во иста фамилија, едниот оболе, другиот не оболе. И вие се прашате, чекај сега, како може Како тоа? се случува, да. Зависи од неговиот психонеуроимунитет. Значи, стресна, прологираната стресна состојба го напаѓа имунитетот и сега, инфаркти, да не травматизирам, Така. мозочни удари, срцеви удари, алергија, астма и така натаму и така натаму. Тоа се така наречени психосоматски болести. Ако нешто ме загрижува во мојата земја, бидејќи мојата земја, може да кажам една лоша реченица, 30 години живее во една пролонгирана стресогена состојба. Ако не Тоа и значи, повеќе. несигурност моја, ваша и на сите членови на мојата убава земја, од иднината на мојата земја, ја не сум сигурен што и како ќе биде утре. Да не набројуваме се што ни случува од бугарско вето до се што ни се дешава. Тоа има огромно влијание. Луѓето не се свесни. Кога вие гледате телевизија, од тоа каков вокабулар, на кој начин, со каков говор, со каква експресија ќе го каже новинарот тоа што треба да го каже, тоа има огромно влијание врз мене и врз моето здравје. Врз вашето здравје, врз здравјето на целиот народ. Така е, да. Тоа е огромен проблем. Тоа е таа така наречена социјална когниција. Да, тоа секав и да ме прашам. Што би значило таа социјална когниција? Ние некако се дополнуваме. Социјална когниција значи препознавање мое на ова паметно девојче. Значи, кога седнеме да разговараме, ние мора прво, јас ги примам вашите емоции, Така. вие ги примате моите емоции. И јас ги разработувам во мене вашите емоции, ништо нема случајно. Има структури кои одма сето тоа што сте ми го кажале, они го синтетизират, анализират и дават една така наречена реекфорација. Ми дават еден одговор за кој сега ќе кажам, кој е многу контролиран.
Ништо не може да излезе од мене така. Ако излезе така, јас сум хистероиден и сум психопат. Што значи тоа? Тоа значи дека зависно од тоа колку е личноста во текот на својот живот успеала да се матурира, да созрее, да го наполни така наречениот префронтален лобус со знаење, со умење, со вештина, со висока емоционална интелигенција. Значи тоа што сте ми го кажале, јас сум го обработил, сум експорирал што треба да кажам, ама последниот збор ќе го каже префронталниот лобус. Затоа што амигдалата сака да го обои, да ме нападнам. Не. Префронталниот лобус зависи од тоа колку е матуриран, колку е созран. Вели, ова смееш, ова не смееш. Ова ќе го пресечам, ова ќе го кажеш. Во даден момент, со дадена личност, на даден разговор, треба ова и ова да го кажеш, а не да истуриш све и да направиш папазјанија од разговорот кој ни е недоличен. Дали да разбирам, да, и токму тоа сакам да ве прашам, зашто кај на социјалната когниција е на толку ниско ниво? Затоа што интелектуалниот квантум на мојот народ е таков каков е. Јас сум кажал многу пати, некој ми замерил, некој ми даде оправдање. Ако нешто ме секира и тангира кај мојот народ, тоа е образованието. Оти фундаментот на еднината на еден народ е образованието. Тоа мора да го свати во македонски народ. Значи, ние немаме атомски бомби, ама треба да имаме, ви кажал преска, атомски умови, да можеме да обстанеме на начин со висока емоционална интелигенција, со умешност, со емпатија, со љубов, со трите главни карактеристики во животот што ни недостасуваат. Флексибилност, сакам да го запамтите ова, и вие, и сите да го запамтите. Флексибилност, толеранција и компромис. Компромисот не е кршење кичма, компромисот е интелектуален збир на еден човек за да може во даден момент да донесе најадекватно решение. Оти што е интелигенција? Интелигенција, јас кога ќе сочам со еден проблем, во тој момент да донесам најадекватното решение, иако тоа можеби се коси со моите ментални квалитети, ама во тој момент е тоа било актуелно. Позната е таа ваша премиса дека интелектуалната немоќ раѓа агресија. Сега ме фрливте у друго подрачје. Агресијата е еден од квалитетите на несозрена личност. И јас кога гледам на телевизија или било кој, не сакам да критикувам, има многу соговорници кои имаат заробен ум. У партија, у така да. Така, да. Не се мешам у тоа. Одмав ја можете да го видите од неговиот интелектуален квантум е агресивен. Така. Тој се што кажува затоа што има интелектуална немоќ. Тој не во состојба, неговиот префронтален лобус не во состојба да го исконтролира тоа што во дадениот момент, во дадената ситуација треба да го каже. А тоа многу зависи од тоа дали сум растен во стресогени услови или сум растен во една хармонична состојба. И како шлак на ова ќе го кажам дека зрењето на една личност е еден процес во кој на психофизичката обдареност, тоа морам да го кажам јавно, доаѓа првиот фактор кој е најбитен – воспитание. Воспитанието е фундамент не само на фамилијата, не само на мене, и на целата држава. Затоа што од моето воспитание зависи како јас ќе реагирам на работно место, со тие со кои работам и така натаму. Вториот елемент во зрењето на една личност, во психопрофилот на една личност, може би најважен, тоа е едукацијата, тоа е образованието. Тоа зависи од учители, од школи, од ниво на школата и така натаму. И сега шлагот на мојата личност и на секоја личност на мајката Земја планета има инкорпорација на уште 4 норми кои се многу битни. Морални, етички, духовни и социјални. Ако тие јас ги немам, јас сум ајдук, јас сум психопат, јас сум карактеропат, јас сум алчен, јас сум човек кој сеам злоба, завис, љубомора, параноја
и така натаму, и така натаму. Значи јас имам хипертрофирано его. Преска ме прашавте. Хипертрофирано егото значи јас знам све. Јас сум најмоќен. Јас сум јас. Не е така. И како превосходна степен на хипертрофираното его е малигната нарцисоидност, која е исто така стресогенно условена. Што значи тоа? Само моите особини, чедо мое, се важни. Така, да, другите не. Не го почитувам ја мојот соговорник. Мојот соговорник се ќе каже за мене капитулантско, десперантно, инфаусно и безвредно. Не ќе биде така. Во животот, ако не ги научите трите основни постулати во интерперсоналните односи, ќе ги повторам, за да ги научи мојот народ. Толеранција, флексибилност и компромис, вие сте го изгубиле животот. Со вас нема разговор. Така, да. Точно така, со луѓе, да, кои што не знаат. А стресот е еден од главните, за жал, од главните креатори на незрелост на личност. Од и само незрела личност реагира стресогено. Сега, доваѓам до најважниот момент. Како и на кој начин мојата амигдала ќе го градуира, како може да одговорот. Значи, зависи од тоа што сум јас направил у мојот живот. Од исходот на мојот афект, тоа го викаме афект или психоемотивен наплив. Така. Вие ме навредувате, јас побествувам. Така. Може да биде четворострук. Прво е абреакција, што е многу својствено за мојот народ. Мајка, шајка, псувам, тепам, удирам, фрлам, може да го тепам човекот. Така, да, преголема агресија. За жал. Вториот е така речена ирадиација. Многу својствено за мојот народ. Сите се лоши, ние сме најдобри. Не ќе биде така. Така, да. Има и други добри. Значи, ирадиацијата на афектот е една многу погрешна манифестација. Третиот е она што исто така се дешава во мојот народ. Значи, гол там, гол там, гол там, гол там. Ние 130 години, то гарантирам. Македонскиот народ голтал и затоа неговиот ментален статус е денеска ваков. Оти вие ретко ќе најдете човек кој може да седне, да размисли и да донесе едно соодветно решение без да направи конфликт. Така. Оти конфликтот не е решение. Конфликтот е абреакција. Тоа е патолошка реакција. Оти, што вели невронауката? Невронауката вели да седни, имај социјална когниција, разговарај, прочитај го твојот соговорник, прочитај си и ти себе самиот, прелистај во себе малце, анализирај што смееш, што не смееш да кажеш. Ако имаш ставено во интелектуалниот квантум, префронталниот лобус, знаење и едукација и нормите кои ги споменав, и ќе го кажеш адекватниот збор, кој го викаме ние интелектуална обработка. Тоа значи објективен разговор, соодветен разговор, адекватен разговор, во кој не сум само јас, и ова девојче знае. Дали ми е свативте поентата? Ја разбирам, да. Тоа е трагедијата на мојот народ. Што мојот народ мисли дека само он знае. Да, но како да се надмине оваа состојба? Ова треба да се надмине со многу едукација. Така. И со многу воспитание. Тука лежи заедно. Меѓутоа, доктор Чепреганов, и уште еден закон ќе ви узнам зборот, кој сум го кажал и сакам само да го потенцирам. Тој е законот на посилниот. За жал, интересот на големите сили секогаш го плаќаат малите како жртва. Тоа мојот народ мора да го свати. Тоа не значи дека треба да ја кршиме кичмата. Не. Треба да имаме флексибилни, толерантни, со компромис и да имаме висока емоционална интелигенција. Зошто? Затоа што, преска ви кажам, немаме атомска бомба, ама треба да имаме атомски ум, да обстанеме, да можеме да одреагираме на тоа што се решава. А тие што се поголеми од нас, тие за жал ќе не раководат. Од и се што се дешава, чедо мое, во нашата околина е резултат на суета и на инет. Ви гарантирам. Тоа се главните карактеристики на нашите
соседи. Но еве сега правам критика е на ама така е. Ветото од X земја, да не споменувам, со кој имам многу блиски односи, меѓутоа тоа е вето кое е ирационално. Инает и сует. Добро, меѓутоа споменавте дека интелектуалната надоградба или образованието интелектуално кај една личност многу би делувало во позитивна насока во тоа да се надминат овие егоистични, нарцисоидни однесувања од страна на еден поединец. Меѓутоа во пракса сме се соочувале и со едуцирани луѓе кои што сепак се однесуваат на ваков начин. Да, затоа што има во нашата психофизичка обдареност има, не ми го кажав, сега ќе ви го кажам. Има 10% така наречена рационално-когнитивна интелигенција, која ние добиваме од мајката природа. Со неја се раѓаме. Тој е интуитивно нагонски дел. Во него има еден катастрофален нагон, што го викаме деструктивен. Човек на човека е волк. Но зошто тоа да биде така? Се раѓаме така. Ние се раѓаме од мајката природа, го носиме тоа. Зошто побрзо луѓето ќе направат нешто лошо, отколку да направат нешто добро? И сега, ако ја во текот на мојот живот не успеам со моите родители, со школата, со едукацијата, со што сум направил, да го супримирам мојот деструктивен нагон, тешко и горко на вас. Јас ќе бидам агресивен. Сакате да кажете дека нема спас за такви луѓе? Апсолутно нема спас. Јас ќе бидам агресивен, ќе бидам хисторииден, ќе бидам карактеропат, ќе бидам хисторопат. И секојаш ја ќе бидам во право. Вие никогаш. Со такви луѓе, мојот професор Парец викаше, или фупа парли, не може да разговараш со такви луѓе. Нема разговор со такви луѓе. Затоа што само тој постои на овој свет, а не вие. Дали сум јасен? Тоа е деструктивниот нагон. Така, ја споменавте малигната нарцисоидност. Што би значило? Кои се тие луѓе? Кои се тие личности што имаат? Јас сум се, вие сте ништо. Тоа, целата хисторијност се огледа во тоа. Само моите лични квалитети значат нешто. И јас нив ги восхитувам. А се што е околу мене, не почитувам. Бегате од такви луѓе. Со такви луѓе нема разговор. И не да Боже таков човек да ви е директор или нешто тако. Тешко горко на вас. Тешко горко и на организацијата. Оти во историјата на цивилизацијскиот ментум, сега не сакам да фрлите, ја можам многу да ви морам за ова. Затоа што постои психопрофил мој, психопрофил на нација и цивилизацијски ментум. Цивилизацијски ментум значи цивилизација во стар век, у среден век и сега. Знаете каква разлика има меѓу тие цивилизации? Огромна. Во размислувањата. Во тоа што, како, на кој начин, како ќе ја направиме едината. Европа, зашто е створена? Тоа е дел од цивилизацијскиот ментум да може да се обединат луѓето. Затоа што во единството лежи еднината, не во расцепеноста. Македонскиот народ е расслоен, расцепен. Why? Tell me why. Зашто? И јас не го знам одговорот. Зборот ми беше дека во цивилизацијскиот ментум главниот, пак ќе повторам француски збор, булеверс, односно пореметување, знаете кога го направиле? Луѓе кои имале хипертрофија на егото и малигна нарцисоидност. Да ги споменам? Би ги кажав. Ханибал, Атила Бич Божи, нашиот батко Аце, Наполеон, Хитлер. Јас живеев толку години во Франција. Французите го почитуваат Наполеон, ама французите не му се диват на Наполеон. Што бара Наполеон у Москва, јас ме прашам? Што бараше Хитлер у Африка? И да не кажам сега, Икс човек, што бара у таа земја? Тоа е на некој начин, според вас, како невропсихијатар, некоја тешка диагноза. Апсолутно. Тоа се карактерни промени мои. И јас мојата суета и моето его и го наметнувам, за да можам и јас да ги задоволам своите лични прохтеви. Тоа е трагедија за народот, кој не може да го свати тоа. Так. И сега, доктор Чепреганов, би сакала да ја прашам, бидејќи обично кога зборуваме... Малку разглобивме работата, да, ги разглобивме. Пошироко, ама мислам дека така треба. Ама на некој начин така ќе дојде можеби појасно за сето она што сакаме како поинта да го кажеме околу стресот. Значи, дали има поврзаноста
оние луѓе кои што повеќе на некој начин го проживуваат стресот, на некој начин како да кажам, со нивната емотивна состојба, да се поемотивни пак повеќе, или има ли тука некоја поврзаност? Апсолутно. Апсолутно. Значи, како јас ќе го реципирам тоа што ми се дешава, како вербална агресија, речемо, може да биде многу, како екзоген, психоген на травма. Екзогена, психогена травма. Зависи од моите ментални квалитети. Свете погрешно. Јас имав смртен случај пред 2 дена, јас сум го прифатил тоа као интелектуалец, затоа што нема вечност. Така. Дали ми сваќате? Значи, не прамо тоа треба да научиме, реакција. да. Тешко Треба да научиме е. да сме над ситуација. Бог кажал како кажал. Меѓутоа, вие морате во вашите капацитети да имате решено. И затоа го споменал префронталниот лобус. Така. Во нашиот организам постои нон-стоп. Во секој момент е една спрега меѓу амигдалата, емотивниот мозок, кој сака да ги обои сите наши екстерни огледала према надвор, и тоа го прави префронталниот лобус. Така. Од него зависи како ја ќе кажам, што ќе кажам, како ќе ги мам раците, како ќе го гледам со говорникот, со каков осмех или да не кажам и така натаму. Значи, таа екстериоризација или експресија на моето внатрешно огледало ме издава. Така, не можам ја да не се сокрива така. Али таа зависи од тоа што сум ставил претходно во себе. Дали сум јасен? Да. Сега немаме уште многу време. Мојот народ, така. Не затоа што е тој крив, затоа што поминал многу собитија. Так. Има многу фалинки. Так. Сега сакам да, негде при крајот сме, сакам да го споменам она што не го споменав, а вие накратко го кажавте, 71 книга, од кои 5 светски енциклопедии, така? Точно. Значи многу големи тематики. Јас некако како за крај ја издвоив она книга ваша насловена Од агресија до љубов. Бидејќи сакам да ве прашам, кога човек љуби, кога човек сака пријател, сака колега, сака... Тој не може да биде агресивен. Да, меѓутоа како да ги научиме луѓето таа агресија да ја преобразат во љубов? Како вие? Може ли на вас да ви кажам нешто? Вие не може да бидете агресивни. Ви сте човек полни, може би погрешки ме разберат, со емпатија. Да, може да се лутите, ама во таа лутна има многу љубов. Така, да, од љубов. Ça dépend de vous, викат французите. Со не лоша намера. Од вас. Така, да. Намисли од вас. И јас за крај ви спремив една моја. Значи јас сум 62 години доктор. И се уште сте. Филозофијата која е на нашето постоење. Ќе ви ја симплифицирам во 4 столба. Многу добро, да. 4 столба. Тоа се 4 столба со кои ние живееме, постоиме секој момент. Првиот столб е психофизичката обдареност. Тоа се тие инстинктивно нагонски дел, што го споменав. Тој деструктивен нагон е фамозен, опасен, ако не го ставите под контрола. Така, да. За жал, кај нас и во парламент, и во има многу луѓе кај кој деструктивниот нагон царува. Не споменувам луѓе. Тоа е за жал, ја го препознавам. Тоа ми струка. Вториот дел е така наречено криптогенно богатство. Тоа го немаме. Криптогенно богатство значи сето она што јас, како колективно јас и архетипови, сум го наследил од моите предци. Вие знаете ли пред 50 години колку интелектуалци имаше Македонија? Многу малку. Не зборам. Пред 100 години колку имало интелектуалци? И сега, го читам американецот кој напише на книга за тоа. На прво место, знаете кој се по криптогенното богатство во светот? Евреите. Да. На второ место ерменците. На трето место арапите. И така натаму. Американците, знаете на кој место се? 26-то. Знаете зашто? Затоа што е меланж. Меланж од 150 нации. Тој не може да искристализира колективно јас такво кој што имат евреите. Така. Не секам, тоа е голема тема за која сум напишал цела книга. Се вика агресија, моќта на човечкиот деструктивен нагон. Третиот дел од играта, најважниот, тоа е инпут.
Инпут значи се што јас, вие, сите на мајката земја планета, во овој момент инкорпорираме во нас како воспитание, едукација. Тоа ни фали. Нашиот образовен систем е многу фаличен. Да не ми замерат. Така. Има, исклучуваш. Меѓутоа, иднината на мојата земја зависи од едукацијата. Тоа мора да го сватат. И народот, а мора да го сватат и тие кои се компетентни за тоа. Така. Нема идни на една земја без едуциран народ, едуцирана омладина и така натаму. Значи, тоа е сегашното, тоа се законите на магите природа. Апоптоза, хомеостаза, матурација и законот на посилниот. И четвртиот е експутот. Тука паѓа стресот. Експутот значи она што ова девојче и Методија и сите кои сме тука и Дејанчо, нели, го експримираме према надвор во даден момент. Дали сме навредени? Дали оправиме обичен разговор? Дали? Ама јас го многу брзо препознам човек. Сега да не испадне сега и се фали тука, не. За 10 секунди го гледам кај му е интелектуалниот квантум у префронталниот лобус и кај му е амигдалата. Затоа што амигдалата го издава од говор, од држање на нарација. Погледнете го на некои снимки Хитлер и Мусолини. Пример ви давам. Погледнете, ако ви падне некош на филм да видите, како зборат, со какви песници и така натаму. Не е тоа случајно. Тоа се историни личности. Тоа се личности кои имаат хипертрофирано его. Така, значи, Дали она сум што јасен? кажавте... Значи, тие 4 фундаменти ја чинат експресијата на мојот живот. Или сум на место, или Така. не сум на место. Така. И уште И само... крајот сакам да ви го прочитам ова, Ајде. што сум го напишал во последната книга, дека умот царува, а снагата трули. Да живееш и да постоиш значи да работиш, Така. да твориш, да креираш, да ствараш, да умееш, да почитуваш, тоа е сето вие што го кажавте. Да. Да те краси емпатија како што имате. Ова што 5 пати го кажа флексибилност, толеранција и компромис, значи да имаш свест и совест. Да. И да бидеме луѓе И пред се. морам да кажам, меѓу свест и совест постои голема разлика. Новинарите прават голема грешка. За све вика свест. Не. Свест е психичка функција. Постои во формација ретикуларис. А совеста е како центар. вие ќе го... А совест е збир од психички функции што ова девојче и овој стар човек ги ставил или не ги ставил во себе. Така, да, точно така. Совеста е поважна од свеста. Дали сте задоволни? Да, прекрасно, Кратко, Јас се јасно надевам дека и разговетно. Да, сите оние кои што не следе и кои што еве овој заклучок накрај кој што вие го кажавте Тој е и го животот. донесовте, дека ќе го практикуваат во секојдневието на некој начин. Се надевам. Да. Ние збориме за да се практикува. Ја немам никакви политички амбиции. Имам амбиции психолошки. Така. Имам амбиции на емпатија, на љубов, на почитување, на разбирање, на, пак ќе повторам, толеранција, флексибилност. Вие морате да многу работа да направите компромиси у живот. Точно така. И Ако нема компромис, не може би ништо. не ви се биде согласен меѓутоа, животот го бара тоа за да одите напред. Така. Доктор Чепреганов, ми беше навистина големо задоволство и Мене чест ми е многу што драго бевте во ваш со термин. овакви питоми и Благодарам. да не кажам со висока емоционална интелигенција луѓе. Ви благодарам. Благодарам јас. Ви посакувам пред се успех и многу долг живот. Здравје. Така. Бог здраве за да. Да. Почитувани мои, тука некаде ќе се одјавиме за денес. Ви посакуваме убав остаток од денот. Применувајте го она што доктор Чепреганов ви го посочи во секојдневието. Бидете емпатични, знаете да правите компромис со блиските, со луѓето околу вас. Сакајте се, почитувајте се и само така ќе го намалите стресот. Ве оставам во добро здравје и се гледаме за 7 дена во исто време.